Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојата гостинка, професорката Димка Митева, професорка по македонски јазик, проминентна професорка, научник, исто така. Ова е само дел од книгите кои ги имате објавено, имате и ваша веб страница. Не може да кажеме многумина дека во оваа држава имаат собствени веб страници, каде се борите практично за одржување, за зачувување на македонскиот идентитет. Во најавата за вести веќе кажав дека зачувувањето на македонскиот идентитет е важно, во кој се колнат особено политичките елити. Но Кочанската трагедија покажа кој е всушност македонскиот идентитет, за жал. Починаа, загинаа 63 млади луѓе заради тој идентитет за кој сега говорам, а тоа е корупцијата. Која е вашата порака, професорке? Мојата порака е жална порака, затоа што јас се поистоветувам со родителите на загинатите деца и јас имам дете загинато на 18 години. Тоа е нешто страшно, пострашно не може да биде. Значи, сме имало и други несреќи. Да речеме, голема несреќа беше и COVID болеста, нели? Многу народ умре. Јас познавам мои колешки. Една колешка имам веќе 85-6 години, чува внучиња. Ќерка ја изгуби во ковидот. И многу како неа. Значи, сме имали и друг пат. Меѓутоа, овдека, во овој случај, многу дојде до израз хуманоста. Многу, а и самите родители тоа некако го водеа, не попуштаа, се бореа, не се повлекоа дома да плачат или се бајле оди на гробишта плачи, па дојди си дома, па плачи. Така, значи, колективно се трудеа да ја надминат таа болка. Таа со ништо не се мери болка, со ништо не се лечи. Тоа е грозно, тоа е страшно нешто. Никому да не му се случи. Сега тие што се починати, нека им е лесна земјата, не може ништо да направи ни државата, ни ние, ни родителите. Што и да правиме, меѓутоа може на тие што останаа 200 вакво, 200 повредени млади луѓе, државата, значи, подитно да им обезбеди иднина, подитно, дали ќе биде во вид на пензија, како ќе биде, мора да ги психички да ги ослободи тие деца. Тие деца имаат голема потреба од лекари, значи пари, треба уште за нив многу, меѓутоа психички да ги ослободат и да се борат, да се лечат и да се отворат семејства и да живеат нормално и поколенија да имаат. Ете, тоа е за мене, мора да се издржи, ништо не може да се направи. Само може да се ублажи болката, еве со внимание и влегување во ситуацијата на тие луѓе. Значи, се во тешка ситуација. Јас знам, мојот син имаше операција во Англија. Многу скапо ме чинеше мене таа операција. После дојдовме тука, беше веќе добар и го однесов на контрола, на кардиологија. Докторката не му обрна внимание. Наместо да му даде упут за крв, тромботест да се провери, од операција дојде, таа му дала крвна слика. И тука 2-3 сата изгубивме и детето, значи од тромб, умре таму на раците, на моите раце во амбулантата во државна болница. Значи, малку да беше поодговорно, немаше тоа да се случи. И сега и без дете, и без пари, и без спокојство, и без ништо немате веќе. Ништо немате. Имав долгови, страшни, големи долгови. Во Оксфорд операциите беа, рехабилитацијата во Оксфорд. Никој нити ме праша, нити ме виде. Ни вака, ни онака. Ете, тоа сакам да кажам. Овдека, навистина, дојде хуманоста до голем израз и бев воодушевен од луѓето, бев воодушевен, ама тоа знаете како, таму Кочанчани, јас тука во Скопје со кого? Кој да ми помогне? Немало кој да ми помогне. Со кој да се здружам, да помогне родителите во Струмица. И така многу е тешко. Тоа е нешто страшно. Тоа не може ништо да се поправи, само живите што останаа до максимум да се обезбедат, се да им дадат за живот и
Само така пред Господ ќе бидат исправни. Добро, но да треба да бидат исправни и пред законите. И одговорноста и обврската која имаат пред граѓаните, заради тоа што работат, служат на граѓаните, значи во име на граѓаните и во име на јавниот интерес, и конечно да се има мора и емпатија. Апсолутно. Емпатијата е многу присутна. Сомилост, сочувство. Да. Нема човек што не сочувствуваше во таа трагедија. И не само во таа трагедија, и во другите. Македонскиот народ сочувствува, сочувствителен народ е. Се дружат, се дружиме, ние се дружиме, има народи не се дружат. Не го интересира дали некој е болен, дали загинал или гроб име, не. Ние се, колку толку се дружиме, се бараме, се помагаме. Не можеме да кажеме дека сме ладен народ. Се што, мислам дека мојот впечаток е се што требаше дадено им е, направено е. Сега околу ова судовите, прашањето, тоа е тешка работа. Тоа не знам како ќе се разлачи, како ќе се дојде до крај со судовите. Тоа многу долго време ќе трае. И тоа уште повеќе ќе ги исцрпи родителите. Наместо да се приберат дома, да одмараат до гробиште, да се дружат на поинаков начин, они морат да одат по судови. Стравувате заради имиджот кој го има и заради лошите оценки на судството, на правосудниот систем, стравувате дека виновниците нема да добијат, односно жртвите, семејствата нема да добијат правда. Владењето на правото во оваа држава секогаш е ставено под прашање. Со оглед на тоа што корупцијата е средното име на идентитетот, веќе го кажав тоа на почетокот. Господја Билјана, еве, сите да ги затворат. Сите таму што, еве, нели многу луѓе на броја таму, многу. Сите да ги стават во затвор. Да ги тепат, да ги мачат. Што ќе добие другата страна? Ништо не добива. Затворите полни со затвореници, треба кревет да му обезбедите, треба храна, треба лекови. Што ако имаме ние луѓе вако? Поинаку јас би ги решавала работа. Казна парите, оштета на луѓето. Собственикот правел вакво, има богатство, целото богатство државата ќе му го земе, ќе го даде на... Добро, тие се осомничени во моментов и не можеме да судиме кој е директно виновен. Кој е. Да, кој е собственикот или кој да. пример дава. А тоа што се борат да бидат осудени и со тоа родителите на загиналите деца да се успокојат, да бидат мирни, да бидат, тоа ништо не прави. Но тоа е поутрага по правдата. Родителите за тоа се борат конечно. Не знам. Да. Морат ќе дојде до некој завршеток, не може да биде вакво сепак. Да. Не знам. Околу македонскиот идентитет. Веќе кажав, политичките елити, политичарите со децении се колнат во тој македонски идентитет, но многу малку се прави да се сочува и да се одржи јазикот, културата, темелите на тој идентитет. Тоа е точно. Како се чува идентитетот, професорке? Никако не се чува. Тоа што го кажавте е точно. За јазикот, тоа е последна дупка во државата. Јазикот во Македонија не се негува како што треба да се негува. Столбот на една држава е јазикот. Еве гледате, не избриша синтагмата македонски јазик, не избриша синтагмата македонски народ. Кој ужас е тоа? Ние буквално сме меѓу чеканото лековалната. На кај да се свртиме, губиме. Требаше ли така да се постапуваат? Немаше поинаку. Друго чаре немаше. Околу државните институции. Околу државните институции. Да, колку се грижат за зачувување на македонскиот идентитет? Воопшто не се грижат. За македонскиот јазик? За македонскиот јазик. Да. Нека ми замерат, меѓутоа воопшто не се грижат. Воопшто не се Што треба да се стори? Еве вака сега. Ние велиме, сакаме во Европската унија да има критериуми. Точно се знае во кластерот наука што се бара за да бидат, нели, тој кластер да биде штеклиран, позитивен и да се оди. Да. Науката, на прво место е науката за јазикот, во нашиот случај македонскиот јазик. Ти поставуваат прашање. Имаш ли хронолошки речник изработено? Секој збор кога се појавил во јазикот? Пред 2 века, пред 5, пред 10.
Значи регистриран да биде. Како што ги регистрират луѓето, како што ги регистрират имотите, нивите, овци, кози, еве на секоја овца има број. Чип, да, има. и број, да. И така треба конечно. изборот треба да има легитимација. Да. Каде е, чиј е, од кај дошол, кој го зел, си го украл, твој ли е? Значи треба да има. Значи хронолошки речник. Вториот е етимолошки речник. Третиот речник е толковен речник на македонскиот јазик. Тој речник толковен на македонскиот мора да биде секој збор подкрепен со пример. Пример. Писателот, презиме на писателот, наслов на книгата, кога е книгата објавена, кој е издавач и на која страна се наоѓа зборот. Тоа се докази. Значи толкова речник со доказен материјал. Никој, еве, направи институтот во 6 тома, толкова речник, меѓутоа не ги исполнува критериумите. Тој речник нема цитирано литература. Литературата, авторите што ја користеле. Нема литература на извори, од каде ги црпеле зборовите. Во предговорот кажуваат користеле картотеки. Да. Ами таа картотека е изработена од Билјана, од Димка, од Трајко, од Петко Станко. Каде е името на човекот што е изработил таа картотека? Друго, во таа картотека има имиња на поети, на писатели, на новинари, ваши имиња. Секакви имиња, и пионерчиња, и деца, и школски, значи, се што ќе се... Може едно дете, што туку преговара да направи збор. И, значи, нема, картотеката е така само спомената, без да е искористена максимумот, и во таа картотека има многу човечки животи вложено, долги години е собирана, правена, и сега кога требаше само некој да препишува, се направено, наредено по азбуча реце, и, значи, не деградираат, не, тие што сме работеле не отпишуваат со гума за молив, не те ферма. На која си ти? Кој тоа? Па ете, таму тие што дозволиле таков труд да извадат на вакво. И сега доаѓа, јас сум разговарала со мои колешки од други држави, еве од Чешка, како одела реформата за чешкиот јазик во Чешка. И кажуваше колешката, вика, првим вика анонимни рецензенти, рецензирање на сите трудови, на сите вакво, работел, не работел, вика, половината беа отпуштени од Академијата Чешка и половината од институтите, од катедрата. Не одговараш, не си работел, немаш резултати, надвор. И така имат влезено во Европската унија. Професионализација на кадарот. Да. Овдека не се мисли воопшто дека треба да се влегува, ние зборуваме, сакаме, ама ништо не придонесуваме, ништо не правиме. И сега единствено што печатам јас трудови речници со доказ единствено јас сум. Да нема библиографија на користена литература, тоа нема таков ни учебник, ни речник досега во светот не сум сретнала. Во мојот живот не сум сретнала. Се знае кога се работи, ќе напишете една статија, па цитирате некој труд, од каде идејата, од каде ви дошла, што сте читале, што напишал некој друг околу оваа тема. Овдека не. Јас мислам дека ќе имаме големи проблеми со... И тоа зборот идентитет го споменавте. Знаете што? Зборот идентитет во македонскиот јазик во последните години разви други значења. Идентитет буквално значи потекло. Сега, за да го употребуваме правилно, мораме пред идентитет да ставаме придавка. Национален идентитет, образовен идентитет, личен идентитет. Зборот сам по себе идентитет ништо не кажува. Да, тој подразбира многу идентитети конечно. Да. После, ако се сеќавате со оној проектот на Никола Груевски 2014 година, луѓето почнаа да зборуваат, леле Скопје го изгуби својот идентитет, Скопје има друг вид, друг изглед, некако што имало, значи идентитетот го изгуби. Да. Значи, друга слика добил, културен геноцид, слика на културен геноцид добил. Значи таму освен финансиска корупција огромна што имаше. После идентитетот, личните карти, на личните карти нели секој човек има ден, месец, година на раѓање и другите вако. И што влегува во идентитетот, што влегува? Значи,
името, презимето, место на раѓање, како се вика, презиме, нели се, и името на државата и припадност. Едно време почна во нашите лични карти да запишуваат припадност, дали е ваков етник, онамо етник, нели после тоа се избриша. Значи, сето тоа треба да биде средено до максимум и да не се мешат. Значи, идентитет може да биде, еве, во реката Вардар, откриен е човек со непознат идентитет. Да, не се знае дали е маж, дали е жена, дали е од каде, што не се знае. Значи, треба да водиме сметка за ова што го викате македонскиот јазик, зборовите наместо да ги ставаме, кај што треба да не трчаме, само да правиме, а да нема резултат. Овој речник на јазични грешки е особено важен. Ова е ваша книга, професорке Митева, но е многу важен заради тоа што ние постојано правиме грешки. Особено би го ставила во фокусот сега акцентот. Еве, тука можеме да видиме директор, а не директор. Или медиумите, а не медиумите. Пратениците, или собранието, а не собранието. И така натаму. Тоа се грешките кои се почнаа да се прават во последните години, особено во последните години или последната деценија, многу често, и тоа е дел од идентитетот. И заради тоа е ова, сите книги ваши се многу значајни за државава и за историјата со тоа и влегувате во историјата на оваа држава, но овој речник на јазични грешки е особено важен. И особено важен е и да се прочита, сите да го прочитаме. Тој е правен многу одамна. Да. Одамна е правен. Видите вака, јас влегов во институтот 71 година. Првата задача ми беше зборовите, да направам, да ги чистам, јазикот да го чистам од нелитературни, вештачки зборови, такви. Би беше многу тешко, меѓутоа некако навлегов во таа работа и во текот на мојот работен век разлачив околу 20.000 грешки. И друг пат сум ја кажала таа реченица. Можете да замислите 20.000 грешки. А сега кој знае колку стотици илјади грешки се прават. Знаете како работевме ние интензивно. Во државната телевизија имаше Совет за македонски јазик. Јас 3 мандати таму бев во тој совет. Сите, цел народ беше вклучен во потрега по грешките. Имаше јазично катче во Нова Македонија. Еве телевизиите. Имавме конференции, годишни собранија, одивме по училишта, печатевме, дававме, растуравме. Сега го чувавте, го одржувавте и го чувавте македонскиот јазик. Тоа е идејата. Сега ситуацијата е добра. Јас сум задоволна од ситуацијата, иако слушаме грешки. Нашиот јазик е млад јазик, 80 години. Другите се словенски јазици по 200 години. По некоја грешка ќе се јави, од повеќе причини. Сите грешиме, и јас грешам. И треба да бидеме трпеливи и да се организираме, да ги запишуваме тие. Еве, вие телевизија имате, нели? И има лектори, има вакво, да ви ги доставуваат. Некоја грешка ќе забележат кај вас, добронамерно. И електронски може да ви на тој ден таа и таа новинарка сгреши, вака направи. Разбирате? Тоа не е навредливо. Не, на запад медиумите, извинете што ве прекинувам. Ама кај нас е навредливо тоа? Да, постојано, еве Нью Йорк Таймс, само отворете го, постојано ги објавуваат јавно собствените корекции, вклучувајќи ги и на јазикот. И кога ќе ги објавуваме тие, вие за 5 години 20 грешки се вртат во вашата телевизија, што е тоа не треба да се плашиме ние за македонскиот јазик. Не треба да се плашиме. Добро. Добро се развива, добро се чува, само ни фалат трудови. Доказан материјал ни фала. Тоа е моето прашање. Последното дело објавено од вас е 5-тиот том од речникот на македонска народна поезија. Моето прашање е дали планирате 6-ти том, има ли воопшто, дали ќе завршите со 6-тиот том или ова е последниот, 5-тиот? Господја Билјана, излезе во печатот една информација дека Институтот за македонски јазик добил големи пари за дигитализација. Добро. И беше цитиран мојот проект, речникот на македонски јазик, дека ќе се дигитализира.
Помина тоа, не знам, нешто се дигитализирало како така, мојот речник остана. И после дополнително директорката бараше средства од Министерството и дадоа скромни средства и со помош на фондацијата Заев излезе тој том, 5-тиот том на речникот на македонската народна поезија. Значи, учествуваше фондацијата Добро. Заев. Сега пред една година директорката конкурираше за 6-тиот том. Тој излезе закачено на веб страницата на Институтот за македонски јазик. Одбиен е трудот. 6-тиот том е одбиен. Да биде финансиран од државата? Да биде финансиран. Тој Добро. е државен, тој е во институтот. Да си го плати трошоците. Да. Јас правам 3 корекции, по 1000 страници е трудот, 3 корекции, една страница е 5 денари вакво да се копира. И 3000 страници по 5 денари, ама не е 5 денари, сега се 10 денари. Мене ми требат 500 евра за корекциите да ги направам. Јас без авторски хонорар работам. Ама трошоците имат државата да си ги плаќа. Дали ќе биде институт, дали тој има да си ги... Ако не ги плаќат, јас пак ќе го изработам, па ќе си го закачам на мојата веб страница. Јас имам моја веб страница. Да. И тоа јас сум навредена зошто не е цитирано фондацијата на Заев. На 5-тиот том во почетокот треба да стои кој се финансиери, кој го помогнале тој том по 20 години. 4-тиот е 2000-тата, овој колку години? 26 години. По 26 години излегува 5-тиот том. Да. Тоа е шо е? Тоа е катастрофа. Сега да ви кажам првиот том кога го напишавме првиот том, го објавивме, таков одглас имаше, нешто невидена работа. И четворица автори бевме, 3 колешки и главниот истражувач Тодор Димитровски. Го промовиравме. Од сите страни на светот дојдоа луѓе. И со честитки, и да го видат, и да пофалат, и да рецензираат. Значи, рецензенти беа на тој прв том, Тодор Димитровски, Блаже Конески, Оливера Јашар настави и Томе Саздов. Тука носам, ја извадив рецензијата од еден странец, Мечислав Бучински се вика, пољак, и тој има точно напишано што значи проектот Речник на македонската народна поезија, баш ќе во интерес на времето ќе го прочитам. Значи, кога заврши свеченоста, бевме наградени со орден на трудот. 3 колешки и вакво. Орден добивме на првиот том. Сега 6-ти том, викам, Господе, 6-ти том не дават 500 евра да ги покријам ваквото трушоците за корекција, камоли нешто друго да... Тоа е доказ за зачувување на македонскиот идентитет. Сега јас да ви прочитам што кажа Мјечислав Бучински. Да, кратко заради тоа што сме на крај, ве молам. Вика, вака, во својата рецензија пишува: Речникот на македонската народна поезија е несомнено пионерски труд и потребно издание. Тоа јасно ја подвлекува посебноста на македонскиот јазик меѓу другите словенски јазици, неговите разлики и богатство. Тој е прв речник од овој тип во словенскиот свет, а токму решенијата, принципите и пробите застапени овде ќе бидат поидовен пункт при редактирањето на следните јазично-фолклористички речници. И сме добиле ордени на трудот. Пофален, препофален. Се поголеми отпори, не можевме, одвај дојдовме до 4-тиот том. Отпори. Во 2-тиот том едната колешка си отиде на педагошката академија да предава, другата отиде полски јазик да предава на факултетот, останав сама јас. Туркав, буткав, некако, дојдов до 4-тиот, отидов во пензија, кај го оставив таму. И ете па почнав некако. Жал ми е, криво ми е, зошто да не се заврши тој проект? Малку обзири да имат за ваквото, не знам. Ме јас тука не обвинувам никој, како да ви кажам. Директорката конкурирала. Не знам зошто, која е причината што го одбиле 6-тиот том да го помогне државата да не се печати. Не знам, има тука некој проблем, голем, а која не ме интересира. Јас го завршив и тој том, готов е. Уште едно читање и одам на 7-тиот том. Но дека ми колка срцето ќе работам, па до кај стигнам до таму. Не мора се да биде тоа, не знам ти како,
Меѓутоа сум го доживела таа убавина од тој проект, на млади години сум ја доживела. Да. На крај сме, јас благодарам професорке што бевте Благодарам гостинка и на во вас што Аргумент. ме поканивте. Благодарам. Не знам по кој пат доаѓам овдека, почесто почнам да доаѓам, да ме Благодарам. каните. Благодарам. Молам. Благодарам што не гледавте, пријатно.